благодарност за покриеноста од страна на медиумите за решавање на прашањата кои се однесуваат во делот на работните права на работниците во било кој од полициите и како грански независен синдикат на полицијата горцум што ја разбрава поентата на функционирање на овој независен синдикат и исклучиво овој модел е модел кој вродува со плод. Сето она што во изминатиот период го направиме за шумската и за затворската полиција, делумно зборувам за затворската, затоа што има уште работа во делот на Министерството за правда за затворската полиција. Денеска сум обврзан јавноста да известам за она што во изминатите 20 дена го имаме како напор за унапредување на работните односи во делот на судската полиција. Судската полиција е практично последна во низата на полициските синдикални организации во Гранскиот независен синдикат, за кој јас лично како претседател на Гранскиот синдикат, односно на независниот синдикат на полицијата, имав средби со дел од претседателите на основните судови. Она што практично го слушнав од страна на претседателите ме охрабрува дека и самите претседатели на судовите знаат дека сме влезени во лавирин, знаат дека исклучиво синдикално и со заложба, со писмени барања и со се она што наредниот период ќе го направиме е моделот за решавање на прашањето на судскиот полицаец кој со 230 евра или во пари 5-16.000 денари не може ни телефонски сметки да плати, а камоли да стои пред судовите во било кој од основните судови, апелатски или Врховниот суд во Македонија и да ги бранат судиите или објектите или па граѓаните што влегуваат во судовите и сега да не парафразирам, не знам што да прават со 15.000 денари, а одредени луѓе во тие судови имаат и по 100.000 денари, што мислам дека не е коректно, не е во ред, а уште поголем срам е што самите тие што ги имаат тие 100.000 денари, пак не сакаат ни да помислат за судските полицајци да помрднат на дел од платата за оние фамозни 5% кои изминатите 20 на години одеше година за година. Така да, ова што денеска ние го пренесуваме на јавноста е пред Министерството за правда, од тука се качуваме кај Министерската за правда. Верувам, бидејќи е закажана средбата, ќе не разбере што сакаме да пренесеме и оваа држава, Република Северна Македонија, не може да ги губи работниците да заминуваат од оваа држава, затоа што имаат 12.000 денари или 15.000 денари плата, а тоа се однесува и до вас, работниците во практично сите медиуми, затоа што ако вака продолжи трендот на исплата на паричните износи кои се смешни, ние практично ќе останеме без работници во судската полиција, ќе се случи да се распишуваат меѓународни тендери овдека вака за судовите да се обезбедуваат со некои работници кои ќе се појават од било која афричка држава или било каде од светот, затоа што некој не сака да свати дека еден судски полицаец не може да има само таа сума која ја има како паричен износ, која е срамна. Сите детали кои понатака ќе следат ќе бидат презентирани и пренесени кај Министерката за правда. Пак ќе кажам, ќе пренесам и мислам дека сето тоа што ќе го презентираме веќе го сваќаат и го разбираат дека ова е веќе срам за Република Северна Македонија и мора да има напредок во делот на паричните и износите на плати во делот на сите судски полицајци. Јас би сакал сега и да го одговорам за прашање, меѓутоа ќе му дам можност да од судска апелација Битола детали околу одредени проблеми со кои со години наназад 22 години го имаат како проблем во судската полиција и да елаборира во делот на стручноста, односно прашањата кои ќе бидат и дел од нашите барања. Сега прво прашам човек. Како сакате? Ајде прашање прво, дали избран ваш представник во комисијата за селекција на вработување по новата угодба на национална Никој не ни прашал, никој не ни мисли на нас независните синдикати, меѓутоа јас ќе го удрам завршниот удар. Значи не може да се игра некој со вработените по било кој безбедностни структури. Овој грански синдикат ќе биде грански европски синдикат и нема шанси некој да прави овдека крчма без крчмарот. Така да некој ако мисли дека ќе помине сето тоа што го прави и
ќе биде лесно, можеби сега ќе биде лесно, меѓутоа веќе имам навала од прашања од бројни работени во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа мене ми е жал што имам исклучително мал број на членови и таму не можам јавно да настапувам за нивните барања, но мислам дека ако им е добро, ќе продолжат по тој тип, меѓутоа за брзо време ќе сватат дека влегле во лавиринт и ќе тропнат на вратата на независниот синдикат и сигурно ќе ме бараат за помош. А значи, другиот синдикат се избрани? Мајца членови има другиот синдикат, активно си има 2 члена, бидејќи добро им иде работата и тераат они. А и второ прашање за ветингот во полицијата, што мислите, дали сте консултирани, дали ќе го поделите, дали Катастрофа. Нит ме прашал некој, нит практично ми доставил било какво писмо или акт, а сите вработени во Министерството ќе бидат офатени со нешто за кое треба да се запрашат сите во Министерството зашто не му сервираре на министерот и ова само може да потврди сето она што го имаме као заложба као независен синдикат. Лажењето на минатите министри продолжува со лажење и на овој министер. Јас му порачувам на министерот сам да земе работата за одредени прашања према независниот синдикат на полицијата, да ги спасиме работниците за да не бегаат во странство. Треба ветинг да се направи или не треба да се направи? Треба, меѓутоа моделот како ќе го прават ја не знам. Се сложувам дека треба, меѓутоа што ќе се прави со тој ветинг не можам да коментирам, не сум прашан. Да сум консултиран, ќе има претходно разработена анализа на сето тоа што ќе биде доставено до кај мене, односно до независниот синдикат и ќе имаме јасен став. Меѓутоа сега можам да кажам, се повлекувам од било каква подршка за нешто за што не сум консултиран. Благодарам. Јас сум од апелационен суд Битола, 22 години веќе како е формирана судската полиција во државата и еве веќе 20 години се тужиме. Срамота е дури да кажеме дека во суд работиме и правата ги остварваме преку суд за банални работи. Како што се за празник, додаток, за ноќна работа или за основните преку време на работа се одиме преку суд затоа што ништо не се плаќаше. Во последниве 3-4 години почна да се плаќаат некои работи и тоа е половично што се плаќа. Многу нерегулирани прашања имаме со плати, со додатоци на плата, еве со новиот закон кај што се регулирани додатоците за цела судска служба, земат додаток за висок ризик, земат дактилографки, благајнички и сите други вработени, само судската полиција не зема додаток за висок ризик, што е стварно срамота. Заради тоа мораме да реагираме, баш кај што имаме и проблеми со вооружување, со униформа и со регулирање на многу работи што се во доменот на работата во судовите. Заради тоа мислам дека ќе најдеме на разбирање кај министерката. Првично е делот што во новиот закон од пред 6 години, во последниот закон за судска служба, што е имаме додаток до 20% кој што треба со подзаконски акт министерката, еве сега ова министерка да го потпише, никој никогаш не го потпишал и никако не можеме нити то право да го оствариме додатокот. Се бориме со плати од 15-16 илјади, не е екипираност, недоволно луѓе во судовите, со смени од луѓе, со сите тие проблеми, па мислиме дека вака на овој начин преку независниот синдикат дека ќе успееме затоа што досега еве никој никогаш не се заложил и никој никогаш ништо не направил за нас. Мислам дека преку групирање овде во независниот синдикат на судската полиција, на полицијата, дека ќе постигнеме некои резултати, дека ќе се слушни гласот и нашиот и дека ќе успееме да оствариме некои од нашите права што ни следуваат со закони. Само вашето име? Литовски Владимир сум јас од апелационен суд Битола.